Штовани присутни, драги пријатели, нашата најголема задача е како можеме да им помогнеме на луѓето. Да направиме некаков проект, да донесеме мерки кои ќе бидат одговор на потребите или проблемите на луѓето. Сакаме да ги промениме кон подобро сите нешта, како што огромен дел веќе ги променивме. Само така ја оправдуваме довербата, која не ја сваќаме како добиена корист, туку како голема одговорност. Тоа е она што не прави различни од нашите конкуренти на политичката сцена. Бидејќи голата политика нема да донесе подобро утре за граѓаните во Македонија, туку работата преку која се реализираат дела. Само таа ќе донесе подобро утре, подобри денови, подобар квалитет на живот и решавање на проблемите на граѓаните. Ваквиот начин на работа не е нималку лесен, ниту едноставен. Тој е лесно мерлив. Граѓаните најдобро знаат кој и што работи и која е вредноста на дадениот збор. Но и фактот дека ние држиме до ветеното и до дадениот збор. И затоа ова однесување не го практикуваат сите. Но и токму поради тоа, ние сме различни од нашите конкуренти, кои можеме секојдневно да слушнеме како ги повторуваат истите фрази, како на лента ги повторуваат истите лаги, ги прават истите непродуктивни потези и чекори, кои освен тоа што станаа нивна препознатлива традиција, се добро прочитано четиво, кои граѓаните не го сакаат и нема да дозволат реприза. Но денешниот настан е многу позначаен од сето ова. Денешниот настан е за она што е препознатливо за ВМРО, ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија. И она што го очекуваат граѓаните, работа и нови проекти. Македонија нема време за губење и ние целиот наш капацитет, способност, знаење, креативност, целото наше време го насочуваме кон креирање, реализирање на проекти, исполнување на ветувањата кои ги даваме. Затоа денес објавувам нова серија на 7 мерки и проекти за младите. Благодарам. Кои ќе значат подобрување и унапредување на нивната положба, подобри услови и сигурна иднина. Па да почнеме поред. Првиот проект за младите, кој денес го објавувам, е насловен како еден клик, кој што се состои од поедноставување на процедурите и постапките во однос на административните обврски на студентот кон факултетот, со што на студентите ќе им се заштеди време и средства. Ќе се пристапи кон изработка на интегриран електронски систем во високото образование, кој ќе биде реализиран во сите државни универзитети и ќе одговори на сите потреби од административна, техничка и процедурална природа на актуелните и потенцијалните студенти, што ќе биде еден капитален проект за олеснување на процесот на студирање и подигнување на студентскиот стандард. Овој централен компјутерски систем со едноставно логирање, секој регистриран корисник, предвидено е да обезбедува информации за можностите за студирање во земјата и да возможува електронско аплицирање за упис на високообразовните установи, како и бројни други услуги од типот на пријавување на испит, заверување семестри, плаќање такси и други финансиски надоместоци, добивање електронски потврди, неопходни при конкурирање за студентски легла, стипендии и работни ангажмани и слично. Административните бариери ќе бидат надминати, а со тоа
ќе се избегнати бројни нелагодни ситуации и можност за било каков вид на корупција. Целта е, преку искористувањето на можностите кои ги нуди информатичко-комуникацијската технологија, да се избегнат редиците на пултовите за студентски прашања и служби, чекањето на шалтерите, патувањето како и да се намалат трошоците за исполнување на одредена обврска, односно задача на студентот. Од друга страна, ќе се намалат и административните обврски на вработените во високообразовните установи. Откако ќе бидат направени сите неопходни чекори и подготовки, ќе се пристапи кон реализација на проектот на почетокот на 2017 година и за ова ќе бидат инвестирани 18 милиони денари. Со други зборови, услугите што сега се добиваат на пултот на студентски прашања на секој факултет, ќе се добиваат електронски преку компјутер или од дома или од било каде. Оние што сега се вработени на студентски прашања, нема да ги заборавиме. Тие ќе ги задржат своите работни места, дел од нив ќе работат на одржување на системот, а дел од нив ќе бидат распоредени во административните служби на факултетот или универзитетот. Така што не треба да се грижат дека со напредокот на технологиите, со новите проекти, дека може да ги изгубат своите работни места. Внимаваме и на тоа. Вториот проект е промена на студентскиот статус, со кој на студентите кои се запишале со кофинансирање, ќе им се овозможи да им се намали партиципацијата, учеството за 50%, доколку го постигнат планираниот просек со што ќе заштедат половина од сумата за студирање. Имено, останувајќи доследни на реформите со кои се предвидуваат бројни стимулации и награди за најдобрите студенти, предвидуваме проект преку кој секој студент запишан на некој од државните универзитети, секој студент кој се запишал во квотата со кофинансирање, врз основа на што плаќал надомес од 400 евра на годишно ниво, доколку по завршена втора студиска година на прв циклус на студии, практично по положувањето на сите до тогашни испити, оствари просечна оценка над 8,5, по автоматизам да биде префрлен во државна квота и да плаќа за 50% понизок надомест во преостанатиот период на студирање, односно 200 евра на годишно ниво. Овие студенти ќе останат во државна квота се додека го одржуваат својот просечен успех над 8,5 просечна оценка. Така постигнатиот успех дополнително ќе го ефектуираат, а ќе се потикнат и сите останати студенти. Ова ќе биде значителен стимул за студентите кои ќе вложат труд и ќе бидат посветени на образовниот процес. Овој проект ќе биде реализиран од септември 2017 година. И овој проект ќе биде стимул за секој студент да научи повеќе, да има повеќе знаење и со тоа да заштеди повеќе своји средства или на своите родители. Да подсетам, преходно поранешните влади имаа многу поголеми се плаќаа многу поголеми средства за партиципација. Преходно, во 2007 година, владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ веќе ја намали партиципацијата на факултетите, која некаде достигнуваше и до 1400 евра, 1200 евра, и сето тоа го намали на 200 евра, односно 400 евра за оние што се со кофинансирање, односно партиципација.
Третиот проект е организирање на саем на средношколски иновации, што ќе значи подршка на иновациите, нивно стимулирање и одовотворување. Подигнувањето на степенот на креативност и иновативност резултира со развој на нови производи и услуги, што пак од друга страна иницира зголемување на конкурентноста, креирање на структурни промени и создавање на нови работни места. Во таа насока, предвидуваме подршка за најдобрите иновативни проекти на талентираните ученици, односно подршка на иновативноста, уште од најрана возраст. Сите млади иноватори, од основните и средните училишта, врз основа на јавен повик, еднаш во текот на годината, ќе имаат можност да добијат соодветна логистичка и финансиска подршка за промоција и реализација на својата идеја, односно проект со кој конкурираат на повикот. Министерството за образование и наука и Фондот за иновации и технолошки развој ќе вршат рангирање на пристигнатите апликации врз основа на однапред дефинирани критериуми за видот и комплексноста на иновацијата, како и за проценетата ефикасност, при што најдобрите 50 идеи, односно проекти, 25 од основно и 25 од средно образование, ќе обезбедат соодветна менторска подршка во насока на нивна надградба и усовршување. Значи, во самиот старт, кога веќе ја имаат идејата, најдобрите 50 идеи ќе добијат менторска подршка од човек кој што ќе ги води, ќе им помага да ја издигнат таа идеја и иновација и да ја доведат до ниво да биде меѓу најдобрите и да биде избрана и истакната на саемот за иновации на млади, а може би потоа да биде и комерцијализирана, од што ученикот може да има и дополнителни користи. Менторската подршка ќе се дава во период од 3 месеци, а потоа ќе следи јавна презентација на средношколски саем за иновации, каде стручна комисија ќе ги одбере најдобрите 10 проекти, односно идеи, 5 од основно и 5 од средно образование. Учениците чии што идеи, односно проекти, се избрани за најдобри, ќе добијат соодветен финансиски надомест, кој ќе може да се искористи наменски за некое дополнително истражување, ќе може да се плати котизација за учество на меѓународни надпревари или аплицирање на меѓународни фондови, ќе може иновацијата да се патентира и слично. Иновациите го движат светот нанапред и отвораат широк спектар на нови можности, користење на огромни потенцијали и се основата на секој сериозен напредок. Тоа сакаме да го стимулираме и кај младиот човек во Македонија. Саемот за средношколски иновации ќе се реализира од 2018-та како заеднички проект на Министерството за образование и наука, Бирото за развојно образование, Министерството за економија, Фондот за иновации и други институции на владата, во соработка со единиците на локалната самоуправа, односно со општините. Четвртиот проект, кој ќе го реализираме, е изградба на отворен пливачки базен во општината Шута Оризари. Отворениот пливачки базен во општината Шута Оризари ќе се гради на површина од 4076 квадратни метри. Агенцијата за млади и спорт, која ќе е носител на проектот, веќе изврши избор на идејното решение, пошто ќе спроведе постапка за проектирање. Идејното решение содржи изградба на 2 базена, голем базен и мало базенско корито, како и еден базен за одмор и релаксација. Големиот базен е во провалгана форма со олимписки димензии, 50 на 20 метри, со променлива длабочина од минимум 2 метри до максимум 4,5 метри. Наменето за тренинг и надпревари на пливачи и ватерполисти. Малиот базен е со димензии 25 на 10,
метри со променлива длабочина од минимум 1 метар до 1,40, наменето за најмлади корисници и обука за непливачи. Комплексот ќе ги содржи следните програмски содржини: пратечки објект со гардеробери, санитарни јазли, простори за спасител и прва помош, административен дел и технички простор, машински дел и магазин. Објектот ќе има кровна тераса, покриена со настрешница за соларни панели, отворен простор за движење и поставување на урбана опрема, лежалки, чадори за сонце, платформа во форма на трибина, наменета за седење и сончење, како и угостителски дел, односно ресторан. Проектираната вредност на објектот е 45 милиони денари. По завршување на целокупната процедура за изготвување на основниот проект, избор на изведувач и надзорен орган, како и по добивање на одобрение за градење, се очекува да се започне со изградба на објектот во октомври 2016, значи во октомври оваа година. Инаку, идејата за изградба на ваков објект дојде од граѓаните. При започнување на градба на големата спортска сала, прва од ваков тип во општината Шуто-Оризари, кога самите граѓани го побара ова, ние го размисливме, го изанализиравме и одлучивме да излеземе во пресред на граѓаните на општината Шуто-Оризари. Сакам да напоменам дека освен за тренинзи на пливачи, на ватерполисти, базенот масовно ќе се користи и за рекреација од страна на граѓаните на Шуто-Оризари и пошироко. Петиот проект е изградба на нова спортска сала за потребите на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид. Благодарам. За инфраструктурните потреби на Благодарам. За инфраструктурните потреби на Државниот универзитет за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид се изврши адаптација на дел од објектите на поранешната касарна генерал Михајло Апостолски. Во исто време беше извршена и реконструкција и адаптација и таа е во самиот финиш. Согласно проекциите, предвидени се и содржини наменети за спорт и рекреација на студентите. Во таа насока, во 2017 година планот е преку Министерството за образование и наука да започне изградбата на современа спортска сала. Подготвителните активности за утврдување на точната локација и изработка на архитектонско-урбанистички проект се веќе започнати. Значи, студентите на Универзитетот Свети Апостол Павле во Охрид ќе добијат нова современа спортска сала. Покрај оваа спортска сала во градот Охрид во овој период треба да започне градба на уште една спортска сала во рамките на едно од училиштата во Охрид. Значи, настрана таа спортска сала во склоп на училиштата, во рамките на новиот кампус на Универзитетот Свети Апостол Павле, кој што веќе е при крај со адаптација и реновирање во поранешната касарна генерал Михајло Апостолски, ќе се изгради нова, голема спортска сала, која што ќе биде пред се наменета за студентите на овој универзитет, но исто така во слободни часови ќе може да ја користат и други граѓани на Охрид. Шестиот проект е изградба на нова затворена тениска арена во Скопје.
Новата тениска арена, која ќе се гради во склоп на спортскиот центар Борис Трајковски, ќе биде со површина од 3850 метри квадратни, односно 70 метри во должина и 55 метри во ширина. Ќе содржи 3 тениски терени и 1 терен за падал тенис, додека еден тениски терен ќе биде мултифункционален и по потреба ќе може да се адаптира во 3 терени за падал тенис. Проектирана е и трибина со вкупно 500 седишта, подтрибински простор со административен дел и кафе-бар. Тениските терени ќе бидат сертифицирани од Светската тениска федерација и ќе бидат според сите светски и европски стандарди. Со изградбата на оваа тениска арена и заедно со веќе постоечките 4 тениски терени на отворено и еден монтажен терен сместен во големата арена во спортскиот центар Борис Трајковски, ќе се отвори можност да се организираат секако вид на светски и европски турнири и првенства. Но најважно од се, за прв пат ќе се добие соодветно место за редовен тренинг на оние кои што редовно тренираат тенис, а делумно и за рекреативците, во текот на зимскиот период. Во периодите кога е ладно, кога е студено, кога врне снег или дожд, ќе има каде да можат да продолжат со играње или тренирање или професионално занимавање со тенис. Седмиот проект е изградба на нова гимнастичка сала во спортскиот центар Борис Трајковски. Професионално опремена нова гимнастичка сала по сите светски стандарди. Гимнастичката сала ќе биде со површина од 1575 метри квадратни, односно 35 метри во должина и 45 метри во ширина. Гимнастичката сала ќе биде опремена по највисоки светски стандарди и ќе може да се одржуваат светски и европски првенства. Значи ќе биде со целосна, професионална, по највисоки меѓународни стандарди опрема во неа, каква што не постои во Република Македонија. Во рамките на салата, исто така е проектирана и трибина со 500 седишта, подтрибински простор со административен дел, санитарни јазли и кафе-бар. Во склоп на гимнастичката сала, предвидена е и помала сала со димензии 6 метри на 10 метри, која ќе биде опремена со сите необходни гимнастички справи и реквизити, необходни за тренинг на деца од 4-5 годишна возраст. Оваа сала ќе представува предуслов за почетниците во гимнастиката, а познато е дека гимнастиката како спорт кај децата има пресудна улога во понатамошниот развој на телото. Ќе напоменам дека претходниот проект за изградба на тениска арена и овој за изградба на нова гимнастичка сала ќе се реализираат истовремено и практично ќе биде една нова спортска целина со површина од 5777 метри квадратни, односно 105 метри во должина и 55 метри во ширина, во рамките на спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје. За реализацијата на овие два проекти потребно е усвојување на деталниот урбанистички план околу спортскиот центар Борис Трајковски. По усвојувањето, спортскиот центар ќе добие земјиште за реализирање на овие инвестиции и проекти. Очекуваме деталниот и се надеваме дека деталниот урбанистички план ќе биде усвоен во април 2016 година според информациите кои што досега ги имаме добиено од општината Карпуш. Со што се предвидува започнување на работите најдосна во август-септември 2016 година.
Нашата проекција кажува дека доколку двата проекти се спроведат во исто време, предвидената инвестиција би изнесувала 1.700.000 евра. Почитувани присутни, ова се 7 нови мегапроекти за младите. Нови 7 проекти кои ќе ги реализираме за младите луѓе во Република Македонија. Затоа што младите се нашата иднина. Затоа што младите се дел од нашиот најсилен фокус и нашиот приоритет. Секој проект за младите е добро обмислен, со прецизни рокови и динамика на реализација. Ние ветуваме работи за кои знаете дека ќе ги исполниме. Ваквите проекти се инвестиција во нашата заедничка иднина, во кадрите кои ќе бидат двигатели на идните општествени и политички процеси во Република Македонија. Инвестиција за студентите, на кои им е потребна подршка, за младите кои сакаат да спортуваат, за младите кои сакаат да се образуваат, подршка за иновативните и стимулација за социјално ранливите. Со претходните 20 проекти кои ги објавивме во минатите 2 месеци, сега се вкупно 27 комплетно нови проекти за младиот човек во Македонија. Почитувани, дозволете на крај сосема кусо да се осврнам и на нешто што се наметна и се случува деновиве. Додека ние промовиравме проекти и реформи, нови фабрики и нови работни места, некој упорно се обидува да промовира афери, манипулации и скандали. Додека ние се бориме за стабилност, привлекување инвестиции и отворање на нови работни места, некој се обидува да конструира кризи и тензии и да ја влече нашата земја кон дното. Би рекол, кој за што се определил во своето делување. Но деновиве сме сведоци на кулминација на таквата деструктивна политика на СДСМ. Деновиве сме сведоци на уцени, на закани, навреди и провокации. Се обидуваат да наметнат закони за цензура и да го обструираат единствениот излез од политичката криза која ја наметнаа. А тоа се изборите на 24 април 2016, на кои што само народот одлучува. Тие знаат дека ако нема криза и ако нема конфликт, тогаш нема што да им понудат на граѓаните. Затоа се плашат од излегувањето на земјата од кризата и затоа не сакаат да се соочат со граѓаните на 24 април. Жално е што тие мислат дека кризата на целата држава е излез од состојбата во која тие се наоѓаат. Од тие причини Зоран Заев очајнички бара помош, каква било. Од тие причини тој најавува обвиненија, најавува притвори и се надева дека тоа ќе влијаело на кампањата, како што изјави пред неговите сопартици во Капештец. Тоа што Зоран Заев не може да го разбере е дека ВМРО ДПМН е поголемо од неговите закани и од неговите криминогени, деструктивни планови. Нашите проекти и нашата доверба кај граѓаните е многу поголема од омразата која блика од Заев и неговите први соработници и која станува основа на секој нивен потек. Со деструкција и со фабрикување афери не може да се освои довербата на граѓаните. Граѓаните знаат кој работи во нивна корист и тоа ќе го потврдат по 10 пат, без разлика на атмосферата што се обидува да ја креира СДСМ и нивните медиуми, без разлика на аферишањето, измислиците и подметнувањата.
Правдата и вистината на крајот секогаш ќе победат. ВМРО ДПМН ги охрабрува правосудните органи да не подлегнуваат на никакви притисоци, да работат исклучиво согласно словото на законот и да не дозволат да бидат вовлечени во политичка кампања. Нашиот народ е мудар и гледа се. Добро знае кој и зошто повторно се обидува да не вовлече кон дното. Тоа нема да помине. Тоа нема да им помине, едноставно. Нашата макотрапна работа, нашите проекти за граѓаните, се нашиот најдобар одговор за тоа што работиме, но и се детерминантата за нашето девување. Ние знаеме дека народот е со нас и тоа ни дава неисцрпна и дополнителна сила да продолжиме напред кон нови проекти, нови идеи, нови мерки. Мерки за сите граѓани, затоа што Македонија мора и ќе оди напред. И тука нема запирање. Да се здрави и живи. Да живее Република Македонија.